сега дојда комунистите и направија историја. И ние до денес живееме со фалсификатот во суштина кој го наметнаа. Некој нормално истражуваат денеска, не може веќе во ова време на интернет да бидат заслепени сите. Меѓутоа, повеќето на жалост се уште не стигнале да видат дека многу факти кои се прилагаат во историјата денес на Македонија се фалсификувани факти. Еве еден ќе ви кажам, да речеме за цар Самуил. Цел свет знае дека се ославувал цар Български. Плочата која е најдена и се чува во Завод музеј Битола, во подрумите, на жалост, не е изложена на таква значајна плоча, каква што тој сам ја напишал над гробот на неговите родители, на неговиот татко. И кај се подпишал Самуил цар Български, не е доволен за нас факт да кажеме дека тој знаел што е. А создаваме една социопсихолошка гранка во историјата, каква нема, и велиме, тој не знаел што е. Не бил свесен? Не бил свесен за тоа, тој бил македонец, ама така напишал дека е българин. Или да речеме браќата Миладиновци. Сами се подпишале на зборникот дека се българи, се ние велиме, ама тие така морале така да се... Добра, ма постои ли еве од историска дистанца дека тогаш било друго време? Како мислите друго? Па друго време, под Бугарија денеска се подразбира друга територија отколку тогаш што се подразбирало, да кажеме, дека сосема друга била начинот на комуникација на луѓето, начинот на сознавање на територии, на кој што. Не постои ли можност да се дискутирате на таа тема? Ама така и треба, јас и тоа велам, дека никој не може да забрани создавање на нова нација. Едноставно, од 45-та може да постојат нови нации. Ама мораме да бидеме доследни на тоа, да знаеме историски која е вредноста на таквиот начин на прикажување веќе. И сега, еве самите ви го констатирате тоа и велите, што сме се, словени сме, или староседелци, или македонци, или не знам. Па ние ако сме словени немаме никаков проблем со Грција. Ама баш никаков. Тоа не се свесни луѓето тука дека ама никаков проблем нема да имаме со Грција, само да кажеме ние сме славомакедонци. А тоа мене ми е тешко за верување. Добро, ние имаме некој јазик кој е приближен, мислам кој е славјански, тука нема дискусија.